Цените на јајцата во САД нагло растат, само во јануари поскапеле за над 15%. Главната причина е масовното уништување на кокошки поради епидемијата на птичји грип, што предизвика голем недостиг на пазарот. За да се надомести загубата, Турција го зголеми извозот на јајца кон САД, но побарувачката останува далеку поголема. Цените веќе се речиси 4 пати повисоки од оние во Македонија, а прогнозите најавуваат дополнително поскапување. Писателката и активистка Моника Левински, некогаш најпознатата љубовница на светот, гостуваше во шоуто на Стивен Колбер, каде зборуваше за својот живот, медиумскиот притисок и аферата со Бил Клинтон. На прашањето дали би сакала да постојат социјалните мрежи во тоа време, таа кратко одговори: не. Левински призна дека тогаш поминувала низ медиумски линч и дека се чувствува слободна откако почнала да ја раскажува својата страна од приказната. Тоа беше многу лично искуство, но денес гледам како жените се здружуваат и поддржуваат една со друга, изјави таа. Денес, Левински е активна во борбата против онлайн насилството и сексуалното вознемирување. Таа има свој подкаст и е дел од движењето наречено MeToo, кој се залага за подигање на свеста за овие прашања. Ливерпул славеше со 2:0 против Манчестер Сити и направи значаен исчекор кон титулата во Премиер лигата. Црвените одиграа сигурно и тактички зрел надпревар, постигнувајќи голови во клучни моменти. Со оваа победа, максимално го искористија киксот на Арсенал против Вест Хем и дополнително ја зацврстија својата позиција на врвот. За оние кои сакаат поинаков поглед на надпреварот, достапна е анимираната комична верзија од Four Fortunes. Министерот за транспорт и врски Александар Николовски објави видео од идниот изглед на реконструираниот аеродром во Охрид. Според најавите, за прв пат од неговата изградба, капацитетите ќе бидат проширени со нова терминална зграда. Проектот предвидува изградба на административна зграда со површина од 250 квадратни метри, нов канцелариски простор од 120 квадратни метри, помошни простории од 130 квадратни метри, како и нов безбедносен простор од 40 квадратни метри. Дополнително, постојната терминална зграда на двата ката, со вкупна површина од 2000 квадратни метри, ќе биде целосно реконструирана и адаптирана. Министерот ја сподели визуализацијата на проектот на социјалните мрежи, нагласувајќи дека ова е значаен чекор за подобрување на инфраструктурата на Охридскиот аеродром.